Продлабочување на соработката, одговор на предизвиците за јакнување на колективната одбрана, одржување на мирот и стабилноста. На предстојниот НАТО самит во Вашингтон ќе се носат важни одлуки за иднината на најмојкниот воено-политички сојуз. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски на НАТО појадок со амбасадорите порача дека Македонија е подготвена да продолжи да ги исполнува своите обврски, насочени кон зајакнување на алијансата. Во текот на дводневните сесии, Алијансата ќе усвои значајни одлуки за својата иднина, со кои ќе се оспособи да одговори на новите променливи безбедносни околности. Мојата земја е подготвена да продолжи да ги исполнува своите обврски, насочени кон зајакнување на НАТО алијансата, и тука би сакал да истакнам дека ние сме дел од групата сојузници кои веќе достигнаа 2% од националниот БДП за трошоци за одбраната. Присуството на високите представници на Европската Унија на самитот во Вашингтон, според Муцунски, ќе биде од големо значење бидејќи двете организации споделуваат исти вредности. Сојузот е исправен пред голем предизвик бидејќи, како што рече Муцунски, руската агресија против Украина драматично го измени безбедносното опкружување на Европа. Во таа насока тој ја повтори поддршката од Македонија за Украина. Со донесување вистински одлуки на самитот се надеваме дека ќе обезбедиме Украина да опстои како суверена држава, да ја зачува својата слобода, независност, територијален интегритет и суверенитет во рамките на своите меѓународно признати граници. Сојузниците вложуваат неуморни напори да подготват сеопфатен пакет за Украина, кој треба да биде еден од најзначајните исходи од престојниот самит. Како еден од сојузниците од нашата страна остануваме посветени на натамошно зајакнување на водечката улога на НАТО во координација на безбедносната помош и обука за Украина. На самитот кој ќе се одржи од 9 до 11 јули во срцето на Соединетите Американски држави, ќе биде одбележана 75 годишнината од постоењето на алијансата. Се очекува земјите членки да ја реафирмираат заложбата за одржување на мир и стабилност, но и да продолжи блиската координација на НАТО и Европската Унија, за да се забрза евроатлантската интеграција на регионот.